Предшколското образование во земјава под удар на новите технологии и амбициите на родителите го изгуби чекорот со образовните програми од другите земји. Експертите од областа на педагошките науки евидентирале низа пропусти, а класичен пример е настојувањето на родителите нивните деца од мали нозе да изучуваат странски јазик. Во моментот, оно што го препорачувајте науката е прво да се усвои мајчиниот јазик, а сето понатаму во разговор со стручните служби да се процени која е возрастот каде што треба да тргне англискиот јазик или некој друг јазик, дали тоа треба да го прави воспитувачот или треба да го прави друг учител. Сега се поставува и прашањето колку учители може да има едно дете на возраст од 3-4 години. Освен ова, експертите предупредуваат и за низа пропусти во предшколскиот систем на образование, кое плаче за реформи. Состојбата е загрижувачка од повеќе причини. Се повеќе се забележува дека на децата им се достапни сите можни материјали со кои што некој дете ќе влезе на интернет. Мислам дека не постои голема контрола од страна на семејството на тоа што го прават децата. Клучната улога за воспоставување на една култура на квалитет треба да ја создадат воспитувачите во интеракција со родителите, но и надлежните министерства и креатори на образовната програма, зашто се потребни и обуки на воспитувачите. Една таква обука со воспитувачите се одржа во детската градинка во Пехчево, во рамките на проектот подобрување на вработеноста на ромите преку едукација и тренинг. Целта на ова активност е да видиме како работат институциите образовни, односно раната детска возраст, со кои проблеми се соочуваат и децата, исто така и стручните тимови. Во проектот финансиран од Европската унија и РЕФ од Будимпешта, а имплементиран од невладината КАМО Делчево, ќе бидат опфатени и 20 на воспитувачи од Пехчево, Делчево и Виница.